пред малку селекторот Љубинко Друловиќ ја прави и првата прозивка, односно ги дава и првите совети пред почетокот на подготовките за овие предстојни два евроквалификацијски надпревари против Луксембург на 5, односно во сабота на гостински терен, и против Шпанија на 8 септември тука во Скопје. Единствен проблем за селекторот Љубинко Друловиќ и доста голем проблем ќе биде неизвестноста околу Аријан Адеми, фудбалерот на Динамо Загреб. Има повреда и се уште е неизвестно дали ќе може да настапи на овие два евроквалификацијски надпревари, ако знаеме дека овој фудбалер е доста важен во нашата игра и секако еден од главните фудбалери во средниот ред на Македонија. Подготовките, како што кажа селекторот на денешната прва прозивка, ќе тежат во најдобар ред. Сите фудбалери се веќе и пристигнати на ова прва прозивка. Атмосферата е одлична. Можеби малку проблем на селекторот ќе му прави и формата на дел од репрезентативците, кои бидејќи дел од нив не се стандардни во своите клубови, но еве во продолжение да ги чуеме првите впечатоци на селекторот Љубинко Друловиќ, потоа и на тројца наши репрезентативци. U našim glavama moram da shvatimo da je ta utakmica mnogo važnija za nas nego Španija u ovom trenutku. Maksimalna koncentracija na tu utakmicu. Imaćemo dovoljno vremena da razmišljamo o toj drugoj. Jer mislim da je Luksemburg za nas Španija, to stvarno mislim i to ću reći igračima. Jer svojim odnosom i karakterom mora da pokažemo da smo ozbiljni profesionalci, jer ako tako pristupimo jednoj utakmici nećemo imati problema. Ukoliko, da kažem, pristupimo na neki drugi način, Luksemburg je, videli ste, iznadio mnoge reprezentacije. Makedonija čak pre neku godinu izgubila u Luksemburgu na veliko iznenađenje. Znači to su reprezentacije koje stvarno zadnjih godina su otišle, da kažem, u pozitivnom smislu mnogo gore i mnogo organizovane. Dobro smo ih izanalizirali. Prenećemo sve informacije igračima i učiniti sve stvarno da odigramo na jednom visokom nivou, što se nas očekuje u ovom trenutku. Ovaj prv meč protiv Luksemburg je mnogo važan za nas, kako za nas, така и за целокупната јавност, за навивачите. Очекуваме добра игра, очекуваме и победа на овој надпревар. Пред се овој надпревар е важен за нас. После тоа ќе размислуваме за Шпанија. Со една победа и со освоени 3 бода сигурно ќе биде дополнителна мотивација за наредната утакмица со Шпанија. Секако дека имаме, да кажавме и дома на домашниот надпревар со Луксембург. Го добивме со 3-2, иако беше тежок. Водевме 1-0, па они дојдоа до водство до 2-1. Па дојдовме до пресврт, знаете, во последна минута постигнавме гол. Сепак денес е тешко да се игра против секоја репрезентација, исто така и со Луксембург, но ние ќе направиме све да извлечеме најдобар резултат од тоа гостување. Притисок не чувствуваме, али ние знаеме дека мора да победиме. Без разлика дали играме со Луксембург или со некоја друга репрезентација, ние секогаш искачаме на терен за најдобар резултат за нашата репрезентација. Дека сум дебитант во А репрезентацијата, значи можеш сам да кажам дека чест и задоволство е да се биде од националниот тим. Значи и само едно можем да ветам, да кажам, дека ќе го дадам, значи, најдоброто од себе за сигурно за добри резултати за репрезентација. Да, ги чувме впечатоците од дел од репрезентативците на Македонија и од селекторот Љубинко Друловиќ. Значи Македонија оди на 3 бода против Луксембург. Императив ќе биде победата за нашите фудбалери, бидејќи во овие квалификации на претходните 6 надпревари имаме освоено само 3 бода, односно една победа, и тоа токму против Луксембург на домашен терен во Скопје, и знаеме колку тешко дојдовме до тие 3 бода во судиското продолжение. Тогаш Бесарт Абдурахими ги донесе тие 3 бода за Македонија. Значи нашите репрезентативци не очекуваат лесен надпревар, но ќе дадат се од себе за да ги прокнижат новите 3 бода, кои секако ќе бидат добре дојдени пред оној тежок испит против Шпанија. Надпревар против една од најсилните европски репрезентации, па и светски, па секој позитивен резултат од тој надпревар ќе биде дополнителен мотив за нашите фудбалери до крајот на овие евроквалификации.